Синоќа во кошаркарската Суперлига на Македонија се одигра надпреварите од 8-то коло, по кое кошаркарите на МЗД Скопје, Кожов и Работнички обезбедија учество во плеофот. МЗД Скопје, кои се најголеми фаворити за титулата оваа сезона, забележа рутински триумф на гостувањето против Лирија со 80-93. Дамјан Стојановски одигра одличен меч со 18 поени, додека Чековски оствари дабл учинок од 10 поени и 10 скокови. На Лирија не и помогнаа ниту одличното издание на Радуновиќ, кој беше стрелец на 27 поени. Тимот на Кожов пред своите навивачи го победи Куманова со 91-86. Со 6 победи, само 2 порази, тимот од Гевгелија на втората позиција зад лидерот МЗД Скопје. Триото Караджовски, Божовиќ и Пековиќ заедно постигнаа 48 поени за Кожов. Урош Луковиќ постигна 18 поени, забележа 8 скока за Куманово. И во последниот надпревар синоќа Работнички со 83-78 славеше во дербито против поранешниот тим на тренерот Емил Рајковиќ Фени Индустри. Рајковиќ веќе втор пат во низа успеа да слави над Кавадарчани во Суперлигата, а Букар со 21 поени 9 скока, Шарпер со 19 поени, Ненад Зивцевиќ со 16 коша беа лидери кај тимот од Градски парк. Кај Фени Индустри Бојан Трајковски даде 26 поени. Следното 9-то коло се игра в сабота на 4 мај. Фудбалерите на Бајер Михен се пласираа во финалето на Лигата на шампионите, откако и во реваншот во полуфиналето синоќа убедливо го победија домакинот Барселона со 3:0. Головите за баварците во второто полувреме ги постигнаа Робен во 48-та минута со прекрасен шут од десната страна. Вториот гол во мрежата на Барселона беше ефектниот автогол на Пике во 72-та минута, а 4 минути подоцна конечниот резултат го постигна Милер, кој по центар шутот на Рибери со глава с големина 3:0 и со конечни 7:0 Бајер Михен заслужено се пласираше во финалето, втора година поред. Во финалето, кое се игра на 25 мај на Вембли стадионот во Лондон, Бајер Михен ќе се сретна со својот ривал од Бундеслигата Борусија Дортмунд, која во полуфиналните надпревари беше подобра од Реал Мадрид со вкупен резултат 4:3. Организаторите на вториот тениски гренслем Ролан Гарос, кој од 26 мај до 9 јуни ќе се одржи во Париз, очекуваат надминување на бројките од минатата година во секој поглед и постигнување нови рекорди. Во 2012 година мечевите на Ролан Гарос ги следеа вкупно околу 450.000, што представува нов рекорд во историјата на турнирот. Организаторите очекуваат оваа година таа бројка да се зголеми најмалку за 10%. Како основна причина за оптимистичките прогнози се зема фактот дека оваа година се очекува најжестока борба за трофеот во двете конкуренции. Иако до почетокот на турнирот има повеќе од 3 недели и се уште се прибираат апликациите за издавање на акредитација за новинарите, годинава се очекува од Ролан Гарос да известуваат преку 4.000 луѓе, а се предвидува и надминување на рекордот на произведена телевизиска програма. Титулите од минатата година ќе ги бранат Рафаел Надал во машка конкуренција и Марија Шарапова во женска конкуренција. Во NBA плеофот синоќа се одиграа 3 средби, доста интересни надпревари каде се постигна неочекувани резултати ни понудија кошаркарите во синоќешната програма од NBA плеофот. Тимот на Хјустон Рокетс забележа втора победа поред против Оклахома, овој пат на гости со 107-100 и намали на 3:2 во победи. Харден постигна 31 поени за Хјустон, а Омер Ашик додаде 21 поени и 11 скока. Дурент не постигна ниту еден поен во последната четвртина, а мечот го заврши со 36 поени за Тандерси. Шестиот надпревар се игра во Хјустон. На истокот Бостон забележа исто така победа на гости против Њујорк Никс во Медисон Сквер Гарден со 92-86 и намал исто така на 3:2 во победи, а Никси не искористија првата меч топка. Джеф Грин со 18, Тери и Бас со по 17, Кевин Гарнет со 16 поени и 18 скокови и Пол Пирс со 16 поени беа лидери на својата екипа во победата. Кармело Ентони со 22 поена беше најефикасен кај домакините, а Джеар Смит имаше 14 коша. Шестиот надпревар се игра утре во Бостон. Индијана на свој терен им се врати на победите и на водството во нивната серија против Атланта со 3:2. Пейсерс се славија со убедливи 106-83 и во следниот дуел со Атланта на гостински терен ќе одат на заверување на билетот за втората рунда. Дейвид Вест со 24 и Пол Џорџ со 21 поен беа најефикасни кај Индијана, додека кај Астребите Ал Хорфорд и Џош Смит додадоа по 14 поени. За вечера се предвидени 2 плейоф средби, по една на истокот и на западот.